Втор ден поред, власта молчи за картелскиот скандал со заплеа на 5 тони дрога од Македонија во соседна Србија. Молкот е потврда дека власта се обидува да го заташка скандалот и да ги заштити виновниците. Како тоа поминале 5 тони дрога преку македонската граница, а нема одговорност од никој? Нели има сейф-сити камери, скенери и контроли на граничните премини? И никој ништо не видел, не чул, додека така дрога од 5 тони така лесно се пренела. Без поддршка, заштита и логистика од структури во власта, во МВР, во царина, криминал од вакви размери не е можен. Прашање уште колку вакви пратки дрога редовно поминувале, колку уште тони дрога се пренесени преку македонските граници и уште колку тони дрога се уште се шверцува. Овој картелски скандал покажува докаде одат пипците на криминалот и корупцијата на власта. СДСМ со денови алармира за директна поврзаност на криминални структури во Македонија и Србија, а овој случај е уште една потврда за тоа. Секојдневието на македонските граѓани е како во мафијашки филм. Криминални тендери, шверц на 5 тони дрога, фотографии на мицкоски со криминалци, луксузни часовници од 65.000 евра. За картелскиот скандал со 5 тони дрога мора да има одговорност. Обвинителството мора конечно да се разбуди и да отвори истрага. Кој се во Македонија е вмешан во шверцот на дрога? Колку дрога е помината преку границите? Каде завршуваат огромните пари од шверцот на дрога и што се финансира со овие пари? Кој ќе одговара? А одговорност ќе има кога тогаш. Работата не е завршена. Сите ќе одговараат.